Ѓорѓи Николов Делчев е идеолог, организатор и водач на македонското национално ослободително движење. Роден е на 4 февруари 1872 година во Кукуш, како едно од 9 деца на Никола и Султана. Во Кукуш се стекнува со прогимназиско образование, откаде продолжува во Солунската машка гимназија Свети Кирил и Методий. На 23 јули 1891 година станува воен питомец во Кнежевското воено училиште, откаде по 3 години ќе биде исклучен поради, како што било истакнато, социјалистичките ставови и ширење на пропаганда низ училиштето. Учителствувајќи во Штип во 1894 година, се случила историската средба со Даме Груев, пошто набрзо станува член на Македонската револуционерна организација. Препознената интелектуална и организацијска моќ ќе го доведе до одговорен во организацијата за набавките на оружје и финансии, како и одговорен за контакти со македонската емиграција. На пат за Ловчанската корија, каде што го закажал Конгресот на Серскиот револуционерен округ. На 3 мај 1903 година запира во селото Баница Серско. Утрината на 4 мај селото било обколено од турскиот аскер. Се развила борба во која Гоце бил смртно погоден. Димо Хаджидимов, кој сам бил учесник во борбата кај Баница, ќе истакне: 15 часа го гледавме мртвиот Гоце, наведнат чиниш врз гробот на Македонија, и 15 часа ни се кинеа срцата. Трагичната судбина ја зави Македонија во жал. Нескршливиот авторитет и популарност кој го има помеѓу населението, Гоце Делчев го прави најопеаната личност во македонската историја.
konče si ne davam, konče si ne davam dženam, oti sam kometa.
Јане Сандански е истакнат македонски револуционер, војвода и раководител на Македонската револуционерна организација. Роден е на 18 мај 1872 година во селото Влахи, Пиринска Македонија. Сандански зема активно учество во Илинденското востание, како и во Првата и во Втората Балканска војна. На 20 април 1915 на пат од своето родно Влахи, кај местноста Блата, му била поставена заседа. Бил сам и без придружба. Врз него е отворен оган од 7 до 8 вооружени напаѓачи. Денес, посмртните останки на Јане Сандански се наоѓаат во црквата Свети Кирил и Методи во Роженскиот манастир, каде што и самиот бил ктитор. На неговиот гроб стојат зборовите: да живееш, значи да се бориш. Робот за слобода, слободниот за совршенство. Јане Сандански е незаменлив народен предводник, неуморен борец против султанот и тиранијата и легенда помеѓу народот. Со право ја добива титулата Пирински цар. Izlegol ja
Александар Турунџев е роден во 1872 година во селото Горно Врбени, Леринско. Во редовите на ТМОРО се вклучува многу млад како четник, а подоцна станува војвода. Силен маж, атлетски граден, препознатлив помеѓу населението по својата храброст и желбата за извојување на слободата. Дејствувал во реонот на Леринско, Долна Преспа и Битолско. Кон крајот на 1904 во селото Ајтос Леринско е предаден од Митре Гинков, пошто е заробен и однесен во битолскиот затвор. По големи измачувања на кои бил подложен цела година, турскиот суд во Битола го осудува на смрт. Пресудата е извршена на 29 август 1905 година со јавно бесење на битолскиот Атпазар.
Ѓорѓи Сугарев е македонски револуционер, член и војвода на Битолскиот револуционерен округ. Роден е во 1876 година во Битола. Учествува како делегат на Смилевскиот конгрес 1903, на кој е донесена одлуката за кревање на Илинденското востание. По востанието продолжува со своите акции во Битолско и Велешко во борба против грчките и српските чети. За неговата смрт има неколку верзии, но заедничко е дека пролетта 1906 заедно со својата чета е предаден од Петар Лигушев. Бил пресретнат и нападнат од османлиската полиција кај селото Паралово. Битката траела речиси цела ноќ. По утринското пребарување на планинските предели, турците ги пронашле мртвите тела на 24 борци од четата на Сугарев. Но до ден денешен не е пронајдено ниту телото, ниту пушката на Ѓорѓи Сугарев.
Лазар Поптрајков е револуционер раководител и војвода на Македонската револуционерна организација. Роден е во 1878 година во селото Дмбени, Костурско. Како началник на Костурската околија, заедно со Чакаларов и Кљашев, земаат учество на Смилевскиот конгрес. На 30 мај 1903 година, на врвовите Локвата и Вињари, нивните чети водат тешка битка против бројниот турски аскер. Оваа битка се памети како најкрвава во предилинденскиот период, со убиени 12 востаника и преку 150 војници на турскиот аскер. Оваа битка и самиот ја овековечува во својата поема Локвата и Вињари. Во октомври 1903 е ранет во тешка битка кај селото Чаништа, Мариовско. Решава да се лекува во селото на неговиот соборец од Илинденското востание, Коте Христов, не знаејќи дека тој веќе работи за грчкиот комитет. На падините на планината Лисеч, кај селото Руља, Лазар Поптрајков е заклан од Коте Христов и Павле Киров, а неговата глава е испратена кај грчкиот владика Германос Каравангелис, кој ја фотографира и ја испраќа по македонските села. Имајќи голема репутација како борец против неправдата, кај народот се здобива со голема популарност. Споменот за Лазар Поптрајков е овековечен во народните песни. Zašto
Јордан Пиперката е македонски револуционер и војвода на Македонската револуционерна организација. Роден е на 23 јуни 1870 година во селото Козица, Кичевско. Како млад заминува на печалба во Софија и работи како фурнаџија. Набрзо влегува како ајдутин во пиринската чета на Дончо Златков. Од 1901 е комита во четата на Никола Русински, а истата година е именуван за војвода на Демирхисарскиот регион. Зема активно учество во Илинденското востание. На 10 август 1903 година, упатувајќи се кон селото Цер, неговата чета е забележана и нападната од артилериски оган. Четата успеала да се излече, но загинуваат тројца борци, меѓу кои и војводата Јордан Пиперката. Јордан Пиперката е закопан во местноста Черешина во близина на селото Велмевци. Бил познат како заштитник на народот, а народот за возврат го опеал во голем број песни. Петар Наумов Тошев е учесник во Македонското револуционерно движење, член и раководител на Македонската револуционерна организација. Роден е во 1865 година во Прилеп, во семејство на богати и угледни доселеници од Дебарско. Учесник е во повеќе борби, а во битката кај Сливница е тешко ранет. За покажаната храброст е одликуван со медал за храброст. Во 1901 година, во Солунската афера, заедно со неколку истакнати револуционери, е осуден на 101 година затвор и однесен во Бодрум Кале во Мала Азија, но веќе наредната 1902 година е амнестиран. Во Илинденското востание зема учество, раководејќи со Мариовскиот револуционерен реон.
Последниот период од животот го поминува во крајна беда, шетајќи по софиските улици. Не можејќи да ја гледа состојбата на својата земја, во канжите на новите владетели, се враќа во Македонија. Убиен е во турска заседа на 21 април, по старо сметање, 1912 година, во Дреновската клисура во близина на железничката станица Градско. По убиството, турците го исекле неговото тело на парчиња и го закопале во каналот покрај патот. По 5 денови роднините го пронашле телото и го погребале во дворот на црквата во селото Фариш. Во 1996 година, посмртните останки на Пере Тошев се префрлени во црквата Свето Благовештение во Прилеп.
Леонид Јанков е роден на 10 март 1878 година во селото Мачуково, Гевгелиско. Уште како млад влегува во редовите на организацијата и станува раководител на револуционерниот комитет во селото. Во 1902 година станува околиски војвода во Гевгелиско, а неговата чета имала за задача да ги заштитува селаните од турските зулуми, истовремено справувајќи се со грчката и бугарската пропаганда. По дешифрирање на едно писмо од војводата Леонид, на 2 септември 1905 голема турска војска го опколува просторот околу селото Ѓавато, а самиот Леонид со само неколку востаници се засолнува во местноста Ѓуровдол. Во престрелката, откако останува со 2 куршуми, одбивајќи да се предаде, со едниот куршум го погодува и узбашијата, а со другиот си го одзема животот, стрелајќи во себе. Погребот се одржал на гробиштата во дворот на црквата Свети Спас, во присуство на повеќе од 3000 луѓе од околните места.
Васил Чекаларов е роден во село Смрдеш во 1874 година. Уште на млади години работи како помошник на неговиот татко на градби низ Егејска Македонија. По успешното бегство од затвор во 1894 година, наоѓа за солниште во Бугарија, каде станува близок пријател со Борис Сарафов. Во 1901 од Битолскиот окружен комитет е испратен да помогне во работата на Пандо Кљашев и Лазар Москов во Костурската револуционерна околија. Чекаларов бил задолжен за набавка на оружје за организацијата. Зема активно учество во Илинденското востание со чета која броела над 450 четници. Во Балканските војни е поставен за командант на партизанската чета број 4, која била дел од македонско-одринскиот полк, составен од македонски доброволци. На 9 јули 1913 во борба со грчки војници, Чекаларов е тешко ранет во градите. Грчкиот подполковник Михала Копулос вака го опишува настанот. 5-6 војници андарти со славење се спуштија кон паднатото тело. Наеднаш тој неочекувано се размрда. Одново се издигна раскрвавената глава покриена со убава, бујна кадрава коса. Го подигна телото и се фати за блиското дрво. Навистина беше многу страшен. За миг се заниша, падна и нестана повеќе. Во тој момент Андарт со нож го удри безживотното тело. Тешко дека веќе чувствуваше нешто, кога старите негови непријатели андартите го газеа. Капетанот со 2 удари ја отсече главата од мртвото тело. Војниците ја земаат отсечената глава набодена на кол и ја разнесуваат по улиците на Лерин со зборовите: "Го нема Чекаларов, ја нема Македонија."
Во периодот пред Илинденското востание, четата на војводата Веле Марков е предадена кај демирхисарското село Ракитница. Нападната од бројната турска војска и Башибозук, започнува неремна борба која траела во текот на целиот ден. На помош на војводата Веле Марков му дошла четата на Јордан Пиперката, заедно со градската полиција од Крушево, но за жал не успеваат да го скршат обрачот околу Марков. Во битката загинуваат членови од четата заедно со војводата Марков. Ѓурчин Наумов со уште тројца четници успеваат да ја пробијат турската блокада. Билансот од следниот ден по битката е 6 убиени селани, 30 затворени и 14 куќи ограбени и запалени. Во македонската историја многу пати сме сведоци дека жените, не само како поддршка, туку и активно биле вклучени во голем дел од востанијата. Оттаму не се ретки случаите каде што жената ја превзема улогата на херој или спасител. Овој пат ќе чуеме како убавата Стојна успеала да се спаси од големиот зулумџија. Убава Стојна,
Тодор Александров е водач на внатрешната македонска револуционерна организација. Роден е на 4 март 1881 година во Штипско Новосело. Уште како ученик во педагошкото училиште во Скопје се вклучува во македонското револуционерно движење. Во 1903 соработувајќи со Павел Шатев, учествува во снабдувањето на дел од експлозивот користен од солунските атентатори. Како резултат на предавство, на 3 март 1903 е осуден на 5 години затвор во скопскиот Куршумлијан, но по 13 месеци е амнестиран. Во 1905 станува секретар во четата на штипскиот војвода Мише Развигоров, а 2 години подоцна е избран за окружен војвода на Скопскиот револуционерен округ. Зема активно учество како во Балканските војни, така и во Првата светска војна во редовите на 9-та македонска дивизија. По војната, заедно со Александар Протогеров и Петар Чаулев, ја обновува организацијата под името ВМРО, а во 1920-та ја зацврстува во Пиринскиот дел на Македонија, каде што создава организациона и воена база, од каде се изведувале оружените четнички акции во Вардарскиот дел на Македонија. На 31 август 1924 година, кај селото Сугарево на Пирин планина, заедно со неговиот телохранител Панзо Зафиров, на кукавички начин е убиен од неговите соборци Штерју Влахов и Динчо Балкански. До ден денес, со сигурност не е откриен вистинскиот нарачател на убиството на Тодор Александров. Нешто ке те питам, бабо, право да ми кажеш. Нешто ке те питам, бабо, право да ми кажеш. Право да ми кажеш, бабо, без да ме излажеш. Право да ми кажеш, бабо, без да ме излажеш. Кој војводи беа, бабо, у вас на вечера? Кој војводи беа, бабо, у вас на вечера? Дали беше Гоце Делчев или Даме Груев? Дали беше Гоце Делчев или Даме Груев? А ме питаш, ако море, право ке ти кажам. Kad me pitaš, ako more, pravo ke ti kažam. Pravo ke ti kažam, ako bez da te izlažam. Pravo ke ti kažam, ako bez da te izlažam. Ni tu beše Goce Delčev, ni tu Dame Gruev. Ni tu beše Goce Delčev, ni tu Dame Gruev. Tuk mi beše, ako more, Todor Aleksandrov. Tuk mi beše, ako more, Todor Aleksandrov. Tuka večeraja, ako isi zaminaja. Doma večeraja, ako isi zaminaja. Isi zaminaja, ako zapirim planinam. Isi zaminaja, ako zapirim planinam. Zname da razvejata go, zname makedonsko. Zname da razvejata go, zname makedonsko. I zname to piše, ako smrt ili sloboda. Smrt ili sloboda, ako za Makedonija. Почитувани дами и господа, ви благодариме за присуството на концертот Песни за јунаците на националната установа Ансамбл за народни игри и песни на Македонија Танец. Воедно ви го честитаме 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба.